вечер големо снежно невреме го затрупа источниот дел на Соединетите Американски држави, а здравствената реформа еден чекор поблиску до гласање во Сенатот. Ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Во Соединетите Американски држави невреме од историски пропорции. Од Северна Каролина на југ до Њујорк на север денес се расчистува по снежните врнежи, кои на места достигнаа и до 60 сантиметри акумулиран снег. Вашингтон викендов беше како во зимска бајка, а федералната влада денес не работи, освен за нужно потребните услуги, како оваа нашата. Инаку невремето доби прекар шопинг стопер, бидејќи попречи многумина да купат подароци за предстојната сезона на празници, а снегот го затвори Вашингтонското метро и аеродромите. Американските сенатори рано утринава гласаа да ја завршат расправата за предлог законот за реформа на здравствената заштита, брзајќи да се изјаснат за мерката пред божичниот празник на 25 декември. Гласањето беше по партиска линија, со 60 за и 40 гласови против. Сите демократи и двајца независни кандидати беа за крај на дебатата, а сите републиканци сакаат таа да продолжи. Со тоа, предлог законот е поблиску до конечно гласање во Сенатот, што се очекува в четврток. Имајте пред вас секој ден во годината. Пријавете се за бесплатен календар на Гласот на Америка, со што автоматски ќе започнете да добивате бесплатен електронски дневен билтен на вести. За сите информации појдете на glasnaamerica.com. Во Русија Сталин продолжува да биде контроверзна фигура. Дури ни премиерот Владимир Путин не се осмелува да го напаѓа или да го фали, за да не навреди некоја група, како што самиот вели. Во продолжение ќе чуеме повеќе за денешното гледање на Јосиф Сталин на точно 130 години од неговото раѓање. Неизвестноста во врска со Јосиф Сталин започна уште со неговото раѓање. Самиот тврдел дека е роден на 18 декември 1878, додека не дошол на власт. Потоа, денот на раѓање станал 21 декември 1879. Дека прегладнал, застрелал и натрал во прогонство милиони не е спорно. Спорно е колку милиони. Нобеловиот лауреат Александар Солзеницкин и други тврдат десетици милиони невини жртви. Просталинистот Александар Батов, прв секретар на руската комунистичка младина, вели дека тие цифри се фантазија, но признава дека 2 милиони исчезнале. И многу од нив, вели Батов, умреле за советскиот индустријски прогрес и победата во Втората светска војна. И были другие люди, те, которые... Но имаше и други, кои пред се мислеа за себе и за својата безбедност. Тие ја поделија државата и народот. Тие беа репресираните. Советскиот основач Владимир Ленин предупреди на грубоста и нетолерантноста на Сталин. Во така наречениот таен говор пред Комунистичката партија во 1956-та, Сталиновиот наследник Никита Крушчев ја осуди бескрупулозноста на диктаторот. Советникот и пишувач на говори на Крушчев, Фјодор Бурлацки, за Гласот на Америка кажа дека неговиот шеф направил грешка напаѓајќи ја личноста на Сталин наместо неговиот систем. Дел од тој систем, вели тој, продолжува да постои во Русија. Погледнете ги денешните лидери. Тие седат и читаат од парче хартија, обкружени со 30-40 високи владени представници, кои климаат со главата и слушаат. Нема парламентарен систем, тоа е остаток од минатото. Батов вели дека потребата од борба против контрареволуционерите и поразување на нацистичка Германија го принудило Сталин да преземе речиси апсолутна власт. Подсетувајќи се на милионите жртви на Сталиновата репресија, рускиот председател Дмитрий Медведев неодамна рече дека ништо не може да ја оправда цената во човечки животи. Убеден сум дека никаков развој на земјата, успех или амбиции можат да бидат постигнати за сметка на човечко страдање и загуба. Ништо не може да биде повредно од човечкиот живот. Иако не се осврнува на Сталин во целина, премиерот Путин кажа дека кривичните дела на советските лидери против сопствениот народ се факт што не треба да се заборави. Во галерија во Вашингтон неодамна беше представена изложба која покажува дека физичкиот хендикеп не е бариера за креативноста на духот. Во продолжение Гласот на Америка ве води таму. Изложбата е со наслов "Не постои недостижен сон" и е всушност многу уметничка поставка.
Покажа дека креативноста и надежта се можни дури во најтешки околности. Изложбата представи дигитални уметнички дела на хендикепиран уметник, што беше опишана како уметничка технологија на тркала што им помага на луѓето да ги надминат физичките хендикепи. Шанти Норис е коосновач на Центарот за лекување и уметност во Вашингтон, каде се одржи изложбата. Само затоа што имаме ограничувања не значи дека не можеме да се изразиме на убав начин. Уметноста на изложбата е дело на Ендрю Рич. Тој имал успешна кариера како архитект кога болест на рбетот го принудила да ја напушти. Но болеста не му ја одзела желбата да создава. Продолжил да учествува во проекти за изградба на аеродроми и музеи, па дури компјутерски генерирани дела. Живее во постојана болка и не може да даде интервју, но на неговата веб страница зборува за своето патешествие од болка и очај до надеж и креативност. There are so many people that have so many challenges. I'm just one of the millions of people that deal with it and do it every day. Има многу луѓе со различни предизвици, јас сум само еден од милиони кои вака живеат секој ден. Мојата надеж е со споделувањето на уметноста да им покажам на луѓето дека уметноста ја храни душата, умот и телото, до точка на убаво чувство. Лорен Нилсон е посетителка на изложбата. Таа е фасцинирана. Мислам дека е изморедно што за нешто кое вообичаено се смета за онеспособувачко, за некој успел да го сврти вниманието, заслужува многу признание за тоа. На изложбата има интерактивен систем кој трансформира инвалидска количка во возила за самоизразување и уметност. Технологијата е создадена од Јанг Чанг, корејски инженер кој живее во Њујорк. Неговата работа со хендикепирани тинејџери го инспирирала да креира технологија со уметност во инвалидски колички. Според директорот на галеријата Брук Сайделман, уметноста на луѓето кои живеат во болка, што неретко ги изолира и осамува, е начин да појдат по патот на заздравување, зашто им создава чувство на моќ, што го зајакнува нивниот имунитетен систем. Утре во Newsflash, 75% од младите американци неподобни за армија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон, до гледање.